Доктор Овболе од Корнеј Чуковски. Прв дел. Патување во мајмунската земја. Докторот и неговите животни. Си живееше еден доктор. Беше добар, предобар. Се викаше Овболе. Тој имаше зла сестра, а таа се викаше Варвара. Од се на светот докторот најмногу ги сакаше животните. Во неговата соба живееа зајаци, во шифонерот живееше верверичка, во краденецот врана. На каучот живееше боцкавиот еж. Еден голем сандак беше живеалиште за бели глувци, но од сите своји животни докторот Овболе најмногу ги сакаше шатката Кика, кучката Ава, прасето Гругру, папагалот Карудо и бувот Бумбо. А неговата лоша сестра Варвара многу му се лутеше на својот брат дека во собата чува толку животни. Избркај ги веднаш, врескаше таа. Тие ни ја валкаат собата, не сакам да живеам со такви одвратни суштества. Ама немој, Варвара, тие воопшто не се одвратни, зборуваше докторот. Мене многу ми е мило што тие живеат со мене. Од разни страни кои докторот доаѓаа да се лекуваат пастири, болни рибари, дрвари и селани. На сите тој им даваше лекови и сите веднаш оздравуваа. Често се случуваше некој од селските дечиња да си ја шине раката или да си го раскрвари носот, па во истиот час да отрча кај докторот Овболе. И гледаш, само по 10 минутки како ништото не било. Детето е здраво, право, па весело си игра со папагалот Карудо, а бувот Бумбо го чести со кисели бомбони и јаболка. Еднаш, кај докторот дојде еден многу тажен коњ. Тој тивко му рече на докторот: Лама во нои, фифу кику. Докторот веднаш свати дека на јазикот на животните тоа значи ме болат очите. Дајте ми ве молам очила. Докторот уште многу одамна се беше научил да зборува на животински. Тој му рече на коњот: Купуки кануки. На животински тоа значи: седнете молам. Коњот седна. Докторот му кладе очила и очите престанаа да го болат. Чака, рече коњот. Замавна со опашката и истрча на улица. Чака во јазикот на животните значи благодарам. Речиси сите животни кои имаа ослабен вид добија очило од докторот Овболе. Коњите почнаа да одат со очила, мачките и кучињата со очила, дури и старите врани не излегуваа од гнездата без очила. Секој нов ден кај докторот доаѓаа се повеќе и повеќе животни и птици. Доаѓаа желки, лисици и кози. Долетуваа жерави и орли. Докторот Овболе ги лекуваше сите, а пари не бараше никому. Зашто какви пари можат да имаат желките и орлите? Навргу низ шумата по дрвјата беа излепени вакви огласи: Кој сака здрав да е и долго да векува, а во болница на животните кај Овболе да се лекува. Огласите ги излепија Вања и Тања, децата од соседите, што докторот ги беше излекувал поодамна од скарлатина и сипаница. Тие многу го сакаа и со задоволство му помагаа. Мјаунката Чичи. Една вечер, додека сите животни спиеа, некој тивко почука на докторовата врата. Кој е? Праша докторот. Тоа сум јас, одговори тиво глас. Докторот ја отвори вратата и во собата влезе мајмунката, мршава и нечиста. Докторот ја седна на каучот и ја праша: Што те боли? Шијата, рече таа и заплака. Тогаш докторот забележа дека таа на шијата има врвци. Јас побегнав од лошиот верглар, рече мајмунката и пак заплака. Вергларот ме тепаше, ме мачеше и насекаде ме влечеше со себе на врвцата. Докторот зеде ножици, ја пресече врвцата и ја намачка шијата на мајмунката со таква чудотворна маст, што шијата веднаш престана да ја боли. Потоа тој ја избења мајмунката в корито и даде да јаде и рече: Живеј си кај мене, мајмунке, не сакам да те навредуваат. Мајмунката беше многу задоволна, но токму тогаш кога таа седеше крај масата и грицкаше големи ореви со кои ја почести докторот, во собата влезе лошиот верглар. Врати ми е мајмунката, вресна тој. Оваа мајмунка е моја. Не ја давам, рече докторот. За ништо на светот не ја давам. Не сакам да ја мачиш. Запеснетиот верглар сакаше да го зграбчи докторот Овболе за грлото.
но докторот спокојно му рече: веднаш да те снема од тука, а ако крескаш, ќе ти ја викнам кучката Ава, а таа ќе ти искаси. Ава втрча во собата и грозно рече: рррр. На животински јазик тоа значи: бегај, зашто ќе те укасам. Вергларот се уплаши и побегна без да се врати. Мајмунката остана кај докторот. Другите животни брзо ја засакаа и ја нарекоа Чичи. На животински јазик Чичи значи јунакиња. А Тања и Вања само што ја видоа кликнаа во еден глас: ах, колку е мила, колку е чудесна, и веднаш почнаа да си играат со неа, како со својата најдобра другарка. Си играа криенка и брканица, а потоа сите три, фатени за раце, се стрчаа кон морскиот брег. А таму мајмунката ги научи највеселото мајмунско оро, кое на животински јазик се викаше ткела. Докторот Овболи на работа. Секој ден кај докторот Овболи доаѓаа да се лекуваат животни, лисици, питоми зајачиња, тулени, магариња и камилчиња. Некого го болеше стомак, некого зап. Докторот секому му даваше лек и сите тие истиот час оздравуваа. Еднаш кај Овболи дојде едно јаренце без опашка, а докторот му заши опашка. Потоа од некоја далечна шума, облеана во солзи, дојде една мечка. Таа жално овкаше. Од незината шепа штрчеше голем трн. Докторот го извади трнот и ја ичисти раната и ја намачка со својата чудотворна маст. На мечката веднаш и престана болката. Чака, рече мечката и весело се упати дома, во дувлото кај своите мечиња. Потоа кај докторот дојде еден болен заја кој за малку куртули од кучешките заби. Во него дојде болен овен, кој беше многу настинат и кашлаше. Потоа дојдоа две пилиња и доведе еден мистер што се беше отрул од отровни печурки. И на сите докторот им даваше лекови. И сите во истиот час оздравуваа и секој му велеше чака. А потоа, кога сите болни си заминаа, доктор Овболи слушна нешто како шушка зад вратата. Влезете, викна докторот. Пеперутка од цвеќе огорена се најде пред вратата отворена. Докторе, почна жално да моли: помагај, крилцево ме боли. На докторот Овболи многу му дожале за пеперутката. Ја положи на дланката и долго го разгледуваше обгореното крилце, а потоа се насмевна и весело и рече на пеперутката: не тагувај, пеперутке мила, сега, а во овој час друго платнено крилце ќе ти сошијам јас, ново, убаво. И појде докторот во другата соба и донесе оттаму цел куп seможни парчиња, бархетни, атланци, батисови и басмени. Парчињата беа разнобојни, сини, зелени, црни. Докторот долго риеше низ нив и најпосле избра едно светло сино парченце со црвени дамки. Веднаш искрои со ножиците прекрасно крилце и го заши на пеперутката. Пеперутката со радост низ прозорецот летна и одлета да поигра сред легвадата цветна. Веселиот драк Овболи грееше од среќа и довика: пеперутке, чувај се од свеќе. Така се расправаше докторот со своите болни до доцна вечерта. Потоа тој прилегна на каучот и сладко заспа, а насон почнаа да му се ебуваат бели мечки, елени и моржови. Но одеднаш пак некој почука на вратата. Крокодилот. Во градот каде што живееше докторот имаше циркус, а во циркусот живееше голем крокодил. Им го покажуваа на луѓето за пари. На крокодилот му заболеа забите и тој дојде кај Овболи да се лекува. Докторот му даде чудесни лекови и забите престанаа да го болат. Колку е убаво кај вас, рече крокодилот, обзирајќи се на сите страни и оближувајќи се. Имате многу зајачиња, птици, глувци и сите тие се толку укоени, вкусни. Дозволете ми да останам кај вас за секогаш. Не сакам да се враќам кај сопственикот на циркусот. Тој лошо ме храни, ме тепа и ме навредува. Остани, му рече докторот, само внимавај. Ако изедеш макар едно зајче, макар едно врапче, ќе те избркам надвор. Добро, рече крокодилот и воздивно. Ви ветувам, докторе, дека нема да јадам ни зајци, ни верверици, ни птици. И почна крокодилот да живее кај докторот. Тој беше тивок и мирен, никого не задеваше. Си лежеше под креветот и си размислуваше за своите сестри и браќа што живеат далеко, далеко во жешката Африка. Докторот го засака крокодилот и често си разговараше со него, но лошата Варвара не можеше да го поднесува крокодилот и постојано го бараше од докторот за да го истепа.
Не сакам ни да го видам, врескаше таа. Тој е толку одвратен, завест, и се што ќе допре ќе запусти. Вчера го изеде моето зелено долниште што стоеше онаму, на прозорецот. Добро сторил, рече докторот. Облеката треба да се чува во шифонер, а не да се метка по прозорецот. Заради тоа, тој одвратен крокодил, продолжуваше Варвара. Луѓето се плашат да доаѓаат во твојот дом. Доаѓаат само сиромасите, а ти од нив не земаш пари, а ние сега толку сме осиромашени, да немаме со што ни леп да си купиме. Не ми се потребни пари, одговори Овој. Мене и без пари ми е прекрасно. Животните ќе не нахранат и тебе и мене. Пријателите му помагаат на докторот. Варвара ја кажа вистината. Докторот остана безлеп. 3 дни тој седеше гладен, немаше ни пари. Животните што живееја кај докторот видоа дека тој нема што да јаде, па почнаа да го хранат. Бувот Бумбу и прасето Гругру направија во дворот градина. Прасето копаше со рилото, а Бумбу садеше компири. Кравата секој ден наутро и навечер го гостеше докторот со своето млеко. Кокошката му носеше јајца. И сите почнаа да се грижат за докторот. Кучката Ава го метеше подот. Тајње и Вања заедно со мајмунката Чичи му носеа вода од изворот. Докторот беше мош незадоволен. Никогаш кај мене во мојата куќа не било толку чисто. Ви благодарам, деца и животни, за вашата работа. Децата весело се насмевнуваа, а животните одговараа во еден глас. Карбуки, марбуки, бу. На животински јазик тоа значи: како би можеле да ти помогнеме и да те служиме, па ти си нашиот најдобар пријател. А кучката Ава го лизна побрзо и рече: абузо бах. На животински јазик тоа значи: ние никогаш нема да те напуштиме и секогаш ќе ти бидеме верни пријатели. Ластовичката. Една вечер Бувот Бумбо рече: тишина, потивко. Некој крепка зад вратата. Изгледа како да е глушец. Сите се вслушнаа, но никој не можеше да слушне. Пред вратата нема никој, рече докторот. Тоа тебе само така ти се присторило? Не, не ми се пристори, се спротистави Бувот. Јас слушам дека некој грепка. Тоа е или глушец или птица. Вие би можеле веќе да ми поверувате. Ние бувовите слушаме многу повеќе од луѓето. Бумбо не се излажа. Мајмунката ја отвори вратата и издогледа на прагот ластовичка. Ластовичка, зимно време. Какво чудо! Нели ластовичките не го поднесуваат студот и штом ќе настапи есента се селат во топлата Африка? Кутрета колку е студено, стои на снегот и трепери. Ластовички, свика докторот, влезе во собата и стопли се до печката. Прво ластовичката се плашеше да влезе. Таа виде дека во собата лежи крокодилот и си помисли дека ќе ја изеде. Но мајмунката Чичи и рече дека тој крокодил е многу добар. Тогаш ластовичката влезе во собата, се сврте, разгледа наоколу и праша: чируто ки сафа мак? На животински јазик тоа значи: кажете ми, ве молам, тука ли живее прочуениот доктор Овболи? Овболи, тоа сум јас, рече докторот. Имам голема молба до вас, рече ластовичката. Вие морате веднаш да појдете во Африка. Јас намерно долетав од Африка за да ве повикам да дојдете таму. Таму во Африка живеат мајмуни, а сега сите тие мајмуни се болни. Што ги боли? Праша докторот. Ги болат стомаците, рече ластовичката. Тие лежат на земјата и плачат. Има само еден човек што може да ги спаси, а тоа сте вие. Земете со себе лекови и да одиме за Африка. Ако не појдете таму, сите мајмуни ќе умрат. Ах, рече докторот, јас со радост ќе појдам во Африка. Јас ги сакам мајмуните и многу ми е жал што се болни. Но јас немам брод, зашто за да се појде во Африка треба да имам брод? Кутрите мајмуни, рече крокодилот. Ако докторот не појде до Африка, сите тие треба да умрат. Само тој може да ги излекува. И крокодилот заплака со такви големи солзи, од што подот потекоа 2 поточиња. Одеднаш докторот Овболи свика: како и да е ќе појдам во Африка, како и да е ќе ги излекувам болните мајмуни. Се сетив дека јас го знам мојот познаник стариот морнар Робинзон, што јас еднаш го излекував од лоша треска. Има прекрасен брод. Тој ја зеде шапката и појде кај морнарот Робинзон. Здраво да си, морнару Робинзон, рече тој. Биди добар и дај ми го твојот брод. Сакам да појдам до Африка. Таму, недалеку во пустината Сахара, се наоѓа чудесната мајмуновска земја. Добро, рече морнарот Робинзон, ќе ти го дадам бродот со задоволство.
бидејќи ти ми го спаси животот, јас сум готов да извршам секаква услуга, но гледај да ми го вратиш бродот назад, зашто друг брод немам. Сигурно ќе го вратам, рече докторот. Не плаши се, јас би сакал да појдам само до Африка. Земи го, повтори Робинзон, но гледај да не го разбиеш и на некои подводни карпи. Не плаши се, нема да го разбием, рече докторот и му се заблагодари на морнарот Робинзон, па побрза да се врати дома. Животни, подгответе се, извика тој. Утре патуваме за Африка. Животните многу се израдуваа, почнаа да скокаат и да плескаат со дланките. Најмногу од сите се радуваше мајмунката Чичи. Одиме во Африка, ита, аја, Африка, Африка, татковина моја. Јас нема сите животни да ги водам во Африка, рече докторот Овболи. Ежињата, лилјаците и питомите зајачиња треба да останат кај мене дома, зашто со нив ќе остане и коњот. Ќе ги водам со себе крокодилот, мајмунката Чичи и папагалот Карудо, зашто нивното потекло е од Африка. Таму живеат нивните родители, браќа и сестри. Освен нив, јас ќе ги водам и Ава, Кика, Бумбо и прасето Гругру. А нас, вреснаа Тања и Вања. Та зар ние да останеме овде без тебе? Да, рече докторот и цврсто им ги стисна рацете. До гледање, драги другарчиња, вие останете тука и ќе уживате во градината на оштарникот. И ние тука ќе се вратиме. И јас ќе ви донесам од Африка чудесен подарок. Тања и Вања ги наведнаа главите, но подразмислија и малку па рекоа. Што да се прави? Ние сме уште мали. Среќен пат. А кога ќе пораснеме, без друго ќе појдеме со тебе на патување. Како да не, рече Овболи, само потрпне уште малку да пораснете. Во Африка. Животните си ги подготвија багажот и кинисаа на пат. Дома останаа само зајаците, ежовите, питомите зајаци и лилјаците. Кога дојдоа на морскиот брег, животните догледаа чудесен брод. Навргу, на една височинка, стоеше морнарот Робинзон. Вања и Тања заедно со прасето Гругру и мајмунката Чичи му помагаа на докторот да ги внесе торбите со лекови. Сите животни се искачија на бродот и веќе посакаа да почне патувањето, кога докторот одеднаш почна силно да вика. Причекајте, ви се молам. Што се случило? Праша крокодилот. Причекајте, викаше докторот. Па јас не знам каде е Африка. Треба да појдам да се распрашам. Крокодилот се засмеа. Не оди, смири се. Лостовичката ќе ти покаже каде да се плови. Таа често престојува во Африка. Лостовичките секоја есен прелетуваат до Африка. Се разбира, рече лостовичката. Со задоволство ќе ти го покажам патот дотаму. И таа летна пред бродот, покажувајќи му го на докторот Овболи патот. Таа леташе кон Африка, а докторот Овболи го управуваше бродот по низиниот лед. Каде лостовичката, таму и бродот. Ноќите беа темни и ништо не се гледаше. Не се гледаше ни лостовичката. Тогаш таа палеше фенерче, го земаше во клунчето и леташе со него, така што докторот и ноќно време можеше да управува со бродот. Патуваа и одеднаш во пресред гледаат лета жераф. Кажете, ви се молам, дали на вашиот брод се наоѓа прочуениот доктор Овболи? Да, одговори крокодилот. Прочуениот доктор Овболи се наоѓа на нашиот брод. Заможлете го докторот ако може да плови побрзо, рече жеравот, зашто на мајмуните им станува се полошо и полошо. Кој знае дали ќе го дочекаа докторот? Не грижете се, рече крокодилот. Ние се движиме со полни едра. Мајмуните нема толку да чекаат. Се зарадува жеравот кога го слушна тоа и одлета назад, да им јави на мајмуните дека докторот Овболи веќе е близу. Бродот пловеше брзо по бреновите. Крокодилот лежеше на палубата и одеднаш да види дека во пресред на бродот пливаат и делфини. Кажете, ве молиме, плови ли на овој брод прочуениот доктор Овболи? Прашаа делфините. Да, одговори крокодилот. Прочуениот доктор Овболи плови на овој брод. Бидете добри и замолете го докторот да плови побрзо, зашто на мајмуните им станува се полошо и полошо. Не грижете се, им одговори крокодилот. Ние се движиме со полни едра. Мајмуните нема долго да чекаат. Едно утро докторот му рече на крокодилот. Што е тоа пред нас? Каква е таа голема земја? Јас мислам дека е Африка. Да, тоа е Африка, извика крокодилот. Африка, набрзо ќе бидеме во Африка. Јас ќе видам ноеви, ќе видам носорози, ќе видам и слонови. Африка.
Иха, аја, Африка, татковино моја. Бура. Се крена силна бура, дожд, ветер, секавици, громови. Брановите се кренаа толку високо да беше страшно и да се гледа во нив. И одеднаш, трас, се разнесе стравичен тресок, а бродот се сврте настрана. Што е тоа? Праша докторот. Бродолом, засвета папагалот. Нашиот брод налета на карпи и се разби. Ние тонеме. Спасувајте се кој ќе може. Но јас не умеам да пливам, почна да вреска Чичи. Ни јас не умеам, почна да се дере и Гругру. И сите горко заплакаа. За среќа, крокодилот ги качи врз својот широк грб и низ брановите заплива право кон брегот. Ура, сите се спасени. Сите среќно го допреа брегот на Африка, но нивниот брод настрада. Огромен бран налета на него и го разроби на малечки парчиња. Како потоа тие ќе се вратат дома? Друг брод немаат. И што ќе му кажат на морнарот Робинсон? Се стемни. Докторот и сите негови животни веќе не можеа да се опираат сонот. Беа мокри, се до коските и беа преморени. Но докторот не мислеше на одмор. Брзо напред, треба да брзаме. Кутрите мајмуни се болни, треба да ги спасиме. Тие ме чекаат да ги излекувам. Докторот намака. Тогаш кај докторот долета Бумбо и му рече со исплашен глас. Тивко, некој доаѓа. Слушам нечии чекори. Сите застанаа и се вслушнаа. Од шумата излезе некаков ругнат старец со долга бела брада и се развика. Што правите вие тука и кои сте вие? И зошто сте дошле? Јас сум доктор Овболи, рече докторот. Допатував во Африка за да ги излекувам болните мајмуни. Ха, се засмеа рунтабиот старец. Да ги излекува болните мајмуни? А знаете ли вие каде сте дојдени? Не знам, рече докторот. Каде? Кај разбойникот Барламеј. Кај Барламеј, свика докторот. Барламеј е најлошиот човек во целиот свет, но ние побрзо ќе умреме отколку да му се препуштиме на разбойникот. Да бегаме од тука, кон нашите болни мајмуни. Тие плачат, тие чекаат и ние сме должни да ги излекуваме. Не, рече рунтабиот старец и уште посилно се засмеа. Одовде вие нема да одите нигде. Бармалеј ги убива сите што ќе му паднат в плен. Да бегаме, викаше докторот, да бегаме. Ние можеме да се спасиме, ние ќе се спасиме. Но тогаш пред нив се најде самиот Бармалеј и мавтајќи со сабијата почна да вика. Еј вие, мои верни слуги, фатете го овој глупав доктор со неговите глупави животни и ставете го в затвор со решетки. Утре јас ќе се расправам со него. Се стрчаа злите слуги на Барламеј и го фатија докторот. Го фатија крокодилот и ги фатија сите животни и ги поведаа кон затворот. Докторот храбро им се отимаше. Животните касаа, клоцаа, се отимаа, но непријателите имаше многу. Непријателите беа посилни. Тие ги збутаа своите пленици в затвор, а рунтавиот старец ги заклучи. Клучот му го предаде на Барламеј. Барламеј го зеде со себе и го скри под својата перница. Кутрите вие, кутрите, рече Чичи. Од овој затвор никогаш нема да се измолкнеме. Зидовите се цврсти, а вратата железна. Никогаш ние нема да ќе видиме сонце, ни цвеќиња, ни дрвја. Кутрите ние, кутрите. Прасето загрувка, кучката почна да лае, а крокодилот заплака со толку крупни солзи, од што на подот се направи голема бара. Подвигот на папагалот Карудо. Докторот им рече на животните. Другари мои, ние не треба да отчајуваме. Ние сме должни да се извлечеме од овој проклет затвор, зашто нас не очекуваат болните мајмуни. Престанете да плачете. Ајде да подразмислиме како да се спасиме. Немил докторе, рече крокодилот и уште посилно заплака. Ние никако не можеме да се спасиме. Со нас е веќе свршен. Вратата на нашиот затвор е направена од цврсто железо. Зар ќе можеме да урнеме ваква врата? Утре рано штом ќе се раздени, кај нас ќе дојде Бармалеј и ќе ни испотепа сите до еден. Шатката Кика почна да лелека. Чичи длабоко воздивна, но докторот рипна на нозе и кликна со весела насмевка. Сите ние ќе се спасиме од затворот. И тој го повика кај себе папагалот Карудо и нешто му прошепна. Му шепна толку тивко да никој освен папагалот не го слушна. Папагалот кимна со главата, се насмеана и рече: Добро.
А потоа дојде до решетката, се протна помеѓу железните шипки, излета на улицата и право кон куќата на Варламеј. Варламеј цврсто спиеше во својот кревет, а под преницата го беше скрил огромниот клуч, клучот со кој беше заклучена железната врата на затворот. Папагалот се повлече до Варламеј тивко и внимателно извлече клучот од петперницата. Ако се случеше разбойникот да се разбуди, тој без размислување ќе отепаше безстрашната птица. Но за среќа, разбойникот спиеше доволно цврсто. Храбриот Карудо го зграбчи клучот и со сите сили колку што може брзо полета назад кон затворот. Уф, колку беше тежок тој клуч. Карудо за малку ќе го испушташе, но сепак долета до затворот и право на прозорецот кон докторот Овболи. Ех, колку се израдува докторот кога виде дека папагалот му го донесе клучот од затворот. Ура, ние сме спасени, викна тој. Да бегаме побрзо додека Варламеј уште не се разбудил. Докторот го зеде клучот, ја отвори вратата и истрче на улица. А по него сите негови животни. Слобода, слобода, ура! Ти благодариме, храбар Карудо, рече докторот. Ти не спаси од смрт. Ако не беше ти, ние ќе бевме изгубени. А заедно со нас ќе страдаа и кутрите болни мајмуни. Не, рече Карудо. Ти беше тој што ме научи што треба да правам за да се измолкнеме од затворот. Побрзо, побрзо кон болните мајмуни, рече докторот и брзо шмигна во шумскиот густеж, а веднаш по него и сите негови животни. По мајмунскиот мост. Кога Варламеј разбра дека докторот Овболи избегал од затворот, страшно се налути. Очите му засветкаа, почна да тропка со нозете. Ех, вие слуги мои верни, почна да вреска. Трчајте по потера по докторот, фатете го и доведете го тука. Слугите се растрчаа низ шумата и почнаа низ грмушките да го бараа доктор Овболи. А во тоа време докторот Овболи со сите своји животни се пробиваше низ Африка, кон мајмунската земја. Тој одеше мошне брзо, прасето Гругру која имаше куси нозе не можеше да оди рамно со нив, и докторот го зеде на раце и го поднесе. Прасето беше тешко и докторот многу се измори. Ех, колку би сакал да починам, рече тој. Ех, ќе дојдеме ли брзо до мајмуновата земја? Чичи се изјасни на едно високо дрво и се развика. Јас ја гледам мајмунската земја. Мајмунската земја е близу. Скоро, многу скоро ние ќе бидеме во мајмунската земја. Докторот се засмеа од радост и побрза напред. А болните мајмуни оддалеку го забележаа докторот и почнаа да плескаат со дланките. Ура, ни дојде доктор Овболи. Доктор Овболи веднаш ќе ни излекува и сите ние утре ќе бидеме здрави. Но тогаш од грмушките истрчаа слугите на Бармалеј и се спуштија да го гонат докторот. Држете го, викаа тие. Докторот бегаше со крајни сили, но одеднаш пред него се испрече река. Понатаму веќе не можеше да бега, а реката беше широка и не можеше да се преплива. Уште за минутка-две и слугите на Бармалеј ќе го зграбчат. Ех, кога преку рекава би мостоел мост, докторот ќе го претрче мостот и веднаш ќе се најде во мајмунската земја. Кутрите ние кутрите, рече прасето Гругру, како ли ќе поминеме на другата страна? За минутка само овие злосторници ќе не фатат и пак ќе не турнат во затворот. Тогаш еден мајмун почна да креска. Мост, мост, правете мост, побрзо, не губете ни минутка, правете мост, мост. Докторот се сврте наоколу. Мајмуните немаат ни железо ни камење, од што ли ќе направат мост? Но мајмуните изградија мост, не од железо, не од камење, туку од живи мајмуни. На брегот на реката растеше дрво. За тоа дрво се фати еден мајмун, а друг се фати за неговиот опаш. Така сите мајмуни се изнафатија како долг синџир помеѓу двата брега на реката. Ете ти го мостот, почнаа да викаат тие по докторот. Докторот го фати бувот Бумбо и се стрча преку мајмуните, по нивните глави и по нивните грбови, а по него сите негови животни. Побрзо, вика мајмуните, побрзо, побрзо. Тешко беше да се оди по живинскиот мајмунски мост. Животните се плашеа да не се лизнат за да не се струполат во реката. Но немаше опасност. Мостот беше сигурен. Мајмуните цврсто се држаа еден за друг и докторот брзо премине на другиот брег на реката, заедно со сите своји животни. Брзо, побрзо, ги забрзуваше докторот своите животни. Не требаше да се забави ни минутка. Пак ќе не стигнат прогонувачите, гледајте, и тие претрчуваат преку мајмунскиот мост. Сега ќе се префрлат на овој брег, побрзо, побрзо.
Но што е тоа? Што се случи? Гледајте. Токму на среда мостот, еден мајмун ги пушти рацете. Мостот се скина и од големата височина слугите на Бармалеј се ничкосаа во водата. Ура! Се развревија мајмуните. Ура! Докторот Овболи е спасен. Сега нема колку да се плаши. Ура! Прогонувачите не успеаа да го фатат. Сега тој ќе ги излекува нашите болни. Тие се тука, тие се близу. Тие стенкаат, плачат и го чекаат. Глупавите живот. Докторот Овболи побрза кон болните животни. Тие лежеа на земјата и овкаа, беа тешко болни. Докторот почна да ги лекува мајмуните. Потребно беше на секој мајмун да му се даде лек, на еден капки и на друг прашок. Потребно беше на секој мајмун да му се стави на главата студена крпа, а на градите и грбот облоги од синап. Болни мајмун имаше многу, а докторот беше сам. А сам со толку работа не можеше да излезе накрај. Кика, крокодилот, Карудо и Чичи му помагаа колку што можеа подобро, но наврго се уморија, па докторот мораше да бара други помошници. Појде тој во пустината таму каде што живееше лавот. Бидете добар, му рече тој на лавот. Помогнете ми, ви се молам, да ги излекувам мајмуните. Лавот беше горд. Тој смуртено гледаше во докторот Овболи. А знаеш ли ти кој сум јас? Јас сум лавот, јас сум цар на сите животни. И ти се осмелуваш да ме молиш да лекувам некакви си мајмуништа? Тогаш докторот појде кај носорозите. Носорози, рече тој. Помогнете ми да ги лекувам мајмуните. Тие се многу, а јас сам. Со сета таа работа не можам сам да излезам накрај. Носорозите се насмеа и му одговорија. Ке ти помогнеме, како не? Биди ни ти благодарен што досега уште не сме те продупчиле со своите рогови. Многу им се налути докторот на злите носорози и појде во соседната шума, таму каде што живееа шарените тигрови. Тигрови, помогнете ми да ги лекувам мајмуните. Рррр, одговорија шарените тигрови. Оди си додека си жив и здрав. Докторот се замина и откајнив, можда нажален. Но наврго лошите зверови жестоко беа казнети. Кога лавот се врати дома, лавицата му рече: нашето малечко синче се разболе, цел ден плаче и стенка. Каква несреќа не случи. А среќа е што во Африка го има прочуениот доктор Овболи. Тој лекува на чудесен начин. Затоа него го сакаат сите. Тој би го излекувал и нашиот син. Доктор Овболи е тука, рече лавот. Ене, за оние палми, во мемунската земја. И јас пред малку разговарав со него. Каква среќа, се израдува лавицата. Трча и викни го да дојде кај нашиот син. Не, рече лавот. Јас нема да појдам кај него. Тој нема да го лекува нашиот син зашто јас го навредив. Си го навредил доктор Овболи? Но што да правиме сега? Ти не знаеш ли дека докторот Овболи не е добриот, најпознатиот доктор? Тој е единствениот доктор од сите луѓе што знае да зборува по животински. Тој ги лекува тигрите, крокодилите, зајаците, мачките, мајмуните и жабите. Да, тој ги лекува дури и жабите, зашто е многу добар. И таков човек ти не можеш да навредиш. И го навреди токму сега кога син ти е болен. Што ќе правиш сега? Лавот молчеше. Не знаеше што да рече. Оди кај тој доктор, му се развика лавицата, и рече му дека си дошол да бараш да ти прости. Помогни му за се што можеш, работи се што ќе ти рече и замоли го да го излекува и нашето болно синче. Немаше друг излез. Лавот мораше да појде кај докторот Овболи. Здраво живо, рече тој. Јас дојдов да барам прошка за мојата грубост. Јас сум готов да ти помогнам. Готов сум да им давам на мајмуните лекови и да им ставам студени облоги. И почна лавот да му помага на доктор Овболи. 3 дни и 3 ноќи тој помагаше во лекувањето на болните мајмуни, а потоа му се приближи на докторот Овболи и плашливо го праша. Мене ми се разболе синчето, и јас него многу го сакам. Ве молам, бидете добри, излекувајте го моето лавче. Добро, рече докторот со задоволство. Денес јас ќе го излекувам вашето синче. И појде тој до пештерата на лавот и му даде на неговиот син таков лек, што лавчето по еден час беше сосема здраво. Лавот се зарадува, но се чувствуваше неудобно. Се срамуваше дека го беше навредил добриот доктор. Потоа се разболеа и децата на носорозите. И тигрите, Овболи веднаш ги излекува и нив. Тогаш носорозите и тигрите рекоа: нам многу не е жал што ве навредивме. Ништо, рече докторот. Следниот пат ќе бидете поумни, а сега дојдете со мене и помогнете ми да ги лекувам мајмуните.
Подарок. Животните толку добро му помагаа на докторот, од што болните мајмуни набрзо оздравуваа. Му благодариме на докторот, рекоа тие. Тој ни излекува од ужасната болест и затоа ние сме му должни да му подариме нешто многу убаво. Ќе му подариме такво животно какво што луѓето никогаш не виделе, какво што нема ни во циркусот ни во зоолошката градина. Ќе му подариме Камила, извика еден мајмун. Не, рече Чичи, Камила не му е потребна. Камила тој видел, сите луѓе виделе Камили, и во зоолошката градина и во циркусот. Тогаш Ној, извика друг мајмун. Ќе му подариме Ној. Не, рече Чичи, тој видел и Ноеви. А дали и виделе Тегни Туркај? Праша трет мајмун. Не, Тегни Туркај тој никогаш не видел, одговори Чичи. Не постои човек кој да било видел Тегни Туркај. Добро, рекоа мајмуните. Сега ние знаеме што да му подариме на докторот. Ќе му подариме Тегни Туркај. Тегни Туркај. Луѓето никогаш не виделе Тегни Туркај, зашто тегни туркачите се плашат од луѓето. Штом ќе забележат човек, се кријат во џбуновите. Другите животни можеле да ги фатат кога ќе заспијат и кога ќе ги склопат очите. Вие ќе им се доближите одзади и ќе ги фатите заопаш. Но не можете да се доближите до Тегни Туркај одназад, зашто кај некој одназад постои иста глава како и однапред. Да, тој има две глави, една напред, друга назад. Кога ќе посака да спие, тогаш прво му спие едната глава, а потоа другата. Од ненада што не спие никогаш, едната глава спие, а другата гледа наоколу за да не се прикрадува ловец. Ете зошто на ниеден ловец не му успеало да фати Тегни Туркај. Ете зошто во ниеден циркус, ниту пак во зоолошка градина нема таква ѕверка. Мејмуните решија да му фатат еден Тегни Туркај за доктор Овболи. Тие дотрчаа до џупуновите и брзо го пронајдоа местото каде што беше засулнат еден Тегни Туркај. Тој ги погледна и рипна да бега, но тие го заобиколија, го фатија за реговите и рекоа: Мил Тегни Туркај, дали ќе сакаш да поедеш заедно со докторот Овболи далеко и да живееш во неговото куќе со сите животни? Таму ќе ти биде убаво, ќе бидеш сит и весел. Тегни Туркај ги занеша двете усти и одговори: Не, докторот е добар, рекоа мајмуните. Тој ќе те храни со медени колачиња и ако се разболеш ќе те лекува од секаква болест. Како и да е, рече Тегни Туркај. И јас сакам да си останам тука. 3 дни го наговараа мајмуните и најпосле Тегни Туркај рече: Покажете ми го тој многу фален доктор, сакам да го видам. Мајмуните го поведоа Тегни Туркај кон куќичката во која живееше докторот и почнаа да чукаат на вратата. Влезете, рече Кика. Чичи со гордост го воведе во собата во главото живот. Што е ова? Праша зачудено докторот. Никогаш тој не беше видел вакво чудо. Ова е Тегни Туркај, одговори Чичи. Тој сака да се запознае со тебе. Тегни Туркај е нареткото животно во нашите африкански шуми. Земи го со себе на бродот и нека живее тој во твојата куќа. А ќе сака ли тој да дојде со мене? Со задоволство ќе дојдам, неочекувано рече Тегни Туркај. Јас веднаш сватив дека ти си многу добар, имаш толку добри очи. И животните многу те сакаат, а знам дека и ти ги сакаш. Но вети ми дека ако кај тебе ми биде здодевно, ќе ме пуштиш да се вратам дома. Се разбира, ќе те пуштам, рече докторот. Но тебе ќе ти биде толку убаво кај мене што не ќе сакаш да си одиш. Точно, вистина е, почна да креска Чичи. Нашиот доктор е толку весел, толку смел. Во неговиот дом ние живееме мошно и удобно, а во соседството на 2 чекора од него живеат Вања и Тања. Тие силно ќе те засакаат и ќе ти станат мошни блиски пријатели. Ако е така, се согласувам, ќе дојдам, весело рече Тегни Туркај и долго му кимаше на Овболи, де со едната, де со другата глава. Мајмуните се збогуваат со докторот. Тогаш мајмуните дојдоа кај докторот и го поканија на ручек, а веќе беа приготвиле чудесен проштален ручек. Јаболка, мед, банани, урми, портокали, кајси, ананас, ореви и суво грозје. Да живее доктор Овболи, викаа тие, тој е најдобриот човек на земјата. Потоа мајмуните отрчаа во шумата и оттаму дотркалаа огромен тежок камен. Овој камен, рекоа тие, ќе стои на местото каде докторот Овболи ги лекуваше болните. Тоа ќе биде споменик на добриот доктор. Докторот ја извади шапката, се поклони пред мајмуните и рече: До гледање, драги пријатели, ви благодарам за вашата љубов. Скоро јас пак ќе дојдам кај вас, а до тоа време
Јас ке ви ги оставам крокодилот, папагалот Карудо и мајмунката Чичи. Тие се родени во Африка. Нека останат во Африка. Тука живеат нивните браќа и сестри до гледање. Не, се викаа во еден глас и крокодилот, Карудо и мајмунката Чичи. Ние ги сакаме своите браќа и сестри, но ние не сакаме да се делиме од тебе. И мене ќе ми биде здодевно без вас, рече докторот. Но вие нема за секогаш да останете тука. По 3-4 месеци јас ќе дојдам тука и ќе ве земам назад. И ние пак ќе се вратиме и ќе работиме заедно. Ако е така, ќе останеме, одговорија животните. Но гледај да дојдеш поскоро. Докторот пријателски се прости со сите и брзо зачекори по патот. Мајмуните тргнаа да го испратат. Секој мајмун сакаше да му ја стегне раката на докторот, а бидејќи имаше многу мајмуни, тие му ја стискаа до вечерта. Од тогаш докторот го заболе раката, а вечерта се случи несреќа. Што току помине преку реката, докторот Овполи пак се најде во земјата на разбойникот Барламеј. Пшт, прошепори Бумба. Зборувајте ви се молам потивко, зашто пак ќе можеме да се најдеме во затвор. Нови маки и радости. Уште и не ги доречеа тие зборови, од темната шума истрчаа слугите на Барламеј и се спуштија под добриот доктор. Тие од подамна го чекаа. Аха, свикаа, најпосле ќе те фатиме. Сега не ќе можеш да ни бегаш. Што да се прави? Каде да се скрие од немилосрдните непријатели? Но докторот не се збрка. Во еден миг тој рипна врз грбот на тегнитурка, а овој летна да трча како најбрз коњ. Слугите на Барламеј понеко, но бидејќи тегнитурка имаше две глави, со задната ги касаше сите што ќе успееа да му се доближат, а некого ќе го фатеше и за роговите и ќе го фрлеше во трнливите жбунови. Се разбира дека тегнитурка не ќе можеше сам да се пресмета со сите злосторници, но кон докторот побрзаа напомош сите негови верни другари и пријатели. Од негде се појави крокодилот и почна да ги фаќа разбойниците за голите петици. Кучката Ава се стрча кони со страшното ржење и ги соуболуваше на земја да им ги забие своите остри заби во грлот. А згора по гранките на дрвјето скокаше мајмунката Чичи и маваше по разбойниците со големи ореви. Разбойниците паѓаа, стенкаа од болка и на крајот на краиштата мораа да отстапат. Засрамени и поразени исчезнаа во грмушките. Ура! Викаше Овболи. Ура! Викаа животните, а прасето гру рече. Но сега можеме да починеме, да прилегнеме тука на тревата, се изморивме, сакаме да спиеме. Не, пријатели мои, рече докторот. Ние мораме да брзаме, ако се завлечкаме, свршено е со нас. И сите колку што им дозволуваа силите забрзаа напред. Наскоро тегнитурка го донесе докторот на брегот од морето. Таму, во еден мал залив под едни високи карпи, стоеше голем и убав брод. Тоа беше бродот на Барламеј. Спасени сме, се зарадува докторот. На бродот немаше ниту еден човек. Докторот со сите своји животни брзо се качи на бродот. Го распнаа јадрото и се подготви да излезе на отворено море. Но само што се одлели од брегот, наеднаш од шумата истрча Барламеј. Стој, свика тој, стој, почекај. Каде го возиш мојот брод? Врати се веднаш. Не, му викна докторот на разбойникот. Не сакам да се враќам кај тебе. Ти си толку многу жесток и зол. Ти ги мачеше моите животни. Ти ме фрли во затвор и сакаше да ме убиеш. Ти си мој непријател. Јас те мразам и го земам твојот брод за да не можеш понатаму да разбойникуваш по морето, за да не ги ограбуваш незаштитените бродови што минуваат крај твоите брегови. Бармалеј страшно се налоти. Трчаше по брегот, се закануваше и ги стегаше тупаниците. Фрлаше по бродот огромни камења. Но докторот Овболи само му се смееше. Тој отплови со бродот на Барламеј, право кон својата земја. И по неколку дни го допре родниот брег. Тегнитурка и Варвара. Ава, Бумба, Кика и Гругру многу се зарадуваа што се вратија дом. На брегот тие ги видоа Тања и Вања што искокнаа и играа од радост. До нив стоеше и морнарот Робинзон. Здраво живо, морнару Робинзон, извика доктор Овболи од бродот. Здраво живо, докторе, одговори морнарот Робинзон. Добро ли ти беше патувањето? Успеа ли да ги излекуваш болните мајмуни? И каже каде го остави мојот брод? Одговори докторот. Твојот брод потона. Тој се разби во карпите до самиот брег на Африка. Но јас ти довезов нов брод, а тој е подобар од твојот. Ти благодарам, рече Робинзон. Гледам јас, тоа е одличен брод. И мојот беше добар, а овој е просто чудесен, толку е голем и убав.
Докторот се збогува со Робинзон, седна врз грбот на тегнитурка и преку улицата на градот се упати кон својот дом. По секоја улица кон него се истрчуваа гуски, мачки, мисрки, кучиња, прасиња, крави, коњи и силно извикуваа: Малакуча, малакуча! По животински тоа значи да живее доктор Овболи. Од целиот град се сјатија птиците, летаа над главата на докторот и му пееа весели песни. Докторот беше среќен што се врати дома. Во неговата соба, како и порано, живееше ежињата, зајаците и веверичките. Отпрво тие се исплаши од тегнитуркај, но потоа привикнаа на него и го засакаа. А Тања и Вања, кога го видоа тегнитуркај, се засмеаа, засвиркаа и заплескаа со рацете од радост. Вања му ја прегрна едната шија на тегнитуркај, а Тања другата. Цел час тие го милуваа и го мазнеа, а потоа се фатија за раце и радосно заиграа ткела, весел животински танц на кој ги беше научила Чичи. Гледајте, рече доктор Овболи, јас го исполнив своето ветување. Ве доведов од Африка чудесен подарок, како што и децата никогаш не им подаре. Мене ми е многу драго што тој ви се допадна. Во прво време тегнитуркај се плашеше од луѓето, се криеше на таванот или во визбата, а потоа свикна и почна да излегува во градината, па дури му се допаднаа што луѓето доаѓаа да го гледаат и да го нарекуваат чудо на природата. Не помина речиси цел месец, а тој заедно со Тања и Вања весело шеташе по улицата на градот. Му се доближуваа и други деца и го молеа да го понесат малку на грб, а тој никого не одбиваше, веднаш се спушташе на коленици. Децата се качуваа на неговиот грб, а тој ги шеташе низ целиот град, дури до морето, весело климајки со своите две глави. Тања и Вања вплетоа во неговата долга грива разнобојни ленти и на двете шии обесија по едно сребрено звонче. Звончињата убаво звонеа, па кога тегнитуркај одеше низ градот, оддалеку се слушаше дин-дин, дин-дин, дин-длин. Слушајќи го тој звон, сите жители на градот излегуваа вон, уште веднаш да го видат тоа чудесно живот. И лошата Варвара посека да јава малку врз грбот на тегнитуркај. Таа седна врз грбот на животното и почна да го удира со чадорот. Трчај побрзо од воглаво магаре. Тегнитуркај се разлути, се искачи на високиот рид и ја фрли Варвара в море. Помагајте, спасувајте, почна да вреска Варвара, но никој не сакаше да ја спаси. Варвара почна да тоне. Ава, Ава, мила Ава, помогни ми да дојдам до брегот, викаше таа. Но Ава одговори рр, што на животински јазик тоа значи: не сакам да ти помогнам зашто си зла и грда. Набргу пловеше стариот морнар Робинсон со својот брод. Тој ја дофати Варвара со јаже и ја извлече од водата. Во исто време покрај брегот поминуваше и докторот Овболи со своите животни. Тој му довика на морнарот Робинсон: води ја некаде далеку, јас не сакам таа да живее во мојата куќа и да ги мачи моите драги животни. Морнарот Робинсон ја одведе далеку, на еден пуст остров, каде што таа не можеше никого да навредува. А докторот Овболи среќно се заживеа во својата мала куќичка и од утро до мрак ги лекуваше птиците и животните што долетуваа и доаѓаа кај него од сите страни на светот. Така поминаа 3 години и сите беа среќни.